Почитувани граѓани, скандалите во режија на најслабиот градоначалник во Македонија и најнеспособниот во историјата на општина Прилеп, Борче Овчевски, немаат крај. Откако ги преспа 3 години од 4-годишниот мандат, а градот го претвори во закрепостена паланка со раскопани и во мрак потонати улици. Без срам и перде, прилепскиот градоначалник се поднови со нов службен автомобил од 65.000 евра. Во својата постапка, карактеристична за авторитарните владетели, Јовчевски покажа дека изгубил контакт со реалноста. Дека проблемите и потребите на граѓаните се неважни, наспроти неговата желба за луксузирање со парите на прилепчани. Неодговорното и нестручно владење на ДПМН и Борче Овчевски резултираше со зголемување на животните трошоци на граѓаните на Прилеп. Поскапеа водата, комуналните услуги, данокот на имот и градскиот превоз. Нема пари за нови улици и градинки, катни гаражи, нови противпожарни возила, за бесплатен оброк и униформи за учениците, ефикасни мерки за заштита на животната средина. Ама затоа има 65.000 евра за луксузен службен автомобил по мерка и вкус на Борче Овчевски. Некадарноста на Овчевски и локалната власт на ДПМН се главната причина поради која Прилеп стана небезбедно и непосакувано место за живење. Младите заминуваат од градот, а мнозинството од оние кои се уште се тука живеат на работ на екзистенцијата. Ароганцијата и егоизмот со кој прилепскиот градоначалник ја раководи општината само ги забрза ретроградните процеси започнати пред 3 години. Заклучокот кој произлегува од кажаното е јасен. Освен што со својата неспособност го уназади Прилеп со неразумно потрошените 65.000 евра, Борче Овчевски си резервираше место каде вистински припаѓа. На темната страна од долгата и богата историја на Прилеп. Ви благодарам.